Здраво, момци, девојки и дечиња. Добро дојдовте во таквото мини емотивно видео, каде што денес ќе ви кажам една од моите најубави работи во мојот живот. Јас лично за мене ќе ви кажам, јас сум едно од најнемирените деца кај мене во фамилија, бидејќи кога бев помал, а и сега, знаете дека правам бели, ама више тоа не го правам, сега сум као на добра пат. И знаете, тоест не знаете, ќе ви кажам дека мајка ми е за некои работи критичар кога не сум во право. И едноставно кога мама виде во мене дека почнав да се ангажирам за школските предмети, за праксата, за музиката, за читање книги и ред други работи. Како и секој дете што е поврзано емотивно со своите родители, со мајка и татко, на некој начин кај мене во мојата фамилија имам родител кој што цело време ме поддржува и ќе останам на тоа, мајка ми. Благодарение на мојата мајка сум тоа што сум денес. Не се осеќам као некој што сум онака среќен сум што ете мајка ми ме научи на тие човечки вредности, на човечки ресурси, на права на живот, на дисциплина, на однесување, на љубов, на едукација, на све. Знаете, како секој дете што е емотивно поврзано со мајка му и татко му, ете, јас повеќе сум врзан со татко ми, што чали си го сакам, ја сакам и мама, ама до некаде мајка ми е во живот каде што ете јас некад сум немирен, агресивен, лумпувам, кршам и ред други работи. Мајката е тука секогаш да ни помогне, да не насочи кај треба да идеме, и дека секогаш е тука за нас. Од моите родители имам неизмерна подршка за добрите работи. Ете и татко ми на некој начин ме поддржува во нешто. Ете и мама која ден и ноќ работи за мене и за Маја сестра ми. И ден и ноќ била ете и по ноќни смени и све животио, само за да угоди добар живот на мене и на сестра ми, бидејќи ете среќен сум што сум растен со мајка што знае да ме научи кон човечки вредности. И среќен сум што можам ете да се огледам на некој начин, бидејќи ако ние децата не сватиме дека треба да си сакаме родителите, никој нема да свати. Ете јас на мои 16 години сватив како треба да се однесам со добар однос кон мојата мајка. Бидејќи знаете, и колку бели да направиш и што и да направиш, мајките се тука за да ве поддржат и за да ви помогнат. Ама имало и ситуации кога не сум бил во право и мама ме советувала во тие ситуации, ете на некој начин го фаќам правецот на животот и не станувам лошо момче. Станувам момче со симпатично момче со добри манири. И исто така се горедам што мајка ми ме учи на како треба животот да го низ кои насоки да го водам животот. Ете школата го средувам, животот си го средувам, едукацијата си ја средувам, више не сум онака избувливо момче благодарение на мајка ми, бидејќи мајка ми ме израсна и уште ќе ме расте до 18 години, ама јас сум сигурен дека нема да ја разочарам мама и дека кога сум тргнала сега ќе терам и понатака. Бидејќи ете јас од некои мои 14 години се справувам со проблеми,
ама više si средувам, така се е топ. И исто така видео ќе го посветам на мајка ми, која што благодарение на мојата мајка сум тоа што сум денес. Не сум криминалец, не сум лопов, не сум ова, не сум тоа. Туку сум момче со високи амбиции и со голема интелигенција, да. Бидејќи мама секогаш ќе ме поддржува и секогаш ќе ми помага како да го водам животот. Дури еве и собота почнав да си ја средувам и почнав се задржувам кон литература, еве си читам книга. Понекогаш доаѓа среќа, си ја читам книгава и исто така си читам и Библија и се бавам со гитара, бидејќи фала ти мамо, еве и преку видео ти кажам, фала ти мамо што ме растеш и што не станав лош момче благодарение на тебе. Сум ете денеска фала му на Бога што сум момче што си го тера животот со добри манири. Те сакам ама и време е да ти посветам една песна. Мајке само да не будам нешто. Е така. Не жали, за ништо веќе не жали. Кажи ми моја мајко, утеха дај ми само, излажи ме бар ти. Кажи ми мајко, кажи мајко, срце во камен студи, а полета се буди, стопли ми душа, кажи ми.